Обидите за насилно менување на нашиот идентитет со примена на различни форми на убедувачка комуникација и со отворено или суптилно заплашување не се ништо друго, туку крајно нехумано, неодговорно и безчувствително играње со човечките судбини. Ако кон тоа се додаде и начинот на кој луѓето во нашата земја, но и оние надвор од неа, од сите генерации, почнувајќи од 7-годишна возраст па натаму, те се обидуваат психолошки да се справат со противречностите од секаква природа, кои ќе атакуваат на нивното себе почитување. Тога животот во Република Македонија за повеќето луѓе ќе стане неподносливо тежок, проткаен со немир, непријатност, мачнина, чувство на вина и безперспективност. Значи да заклучам, никој нема право, без оглед дали има месијански идеи за тоа што е добро за народот, или пак е догматски убеден во неминовноста на исходите на реалната политика, да се обидува Република Македонија да ја направи Џонстаун во духовна смисла на зборот, а за некои луѓе дури и во физичка смисла, поради неможноста да пронајдат животна сила за справување со неправдата. Сакам да кажам уште неколку збора за евидентната нетранспарентност и таинствениот однос на начинот на кој се водат сегашните, но и минатите разговори и преговори за името, а под изговор да не му се наштети на процес. Иако некој може да најде оправдување, а во одреден степен и да понуди рационално објаснување за тоа, сепак, поради важноста на прашањето и очекуваните негативни ефекти од можната разрешница, кои би имале толку многу импликации на индивидуално, групно, институционално и на национално ниво, што ниту ни најумниот ум не може да ги предвиди. За ова прашање никако не смее да се одлучува во тесен круг на луѓе. Зошто? Затоа што веројатноста да се направи грешка е голема. Едно од повеќето обележја на донесените одлуки, кога се појавува групната заслепеност, е и немањето план што да се прави во случај на неуспех. Затоа, јас не би сакал некој наш актуелен политички лидер во врска со исходот на разговорите, преговорите за името на да изјави исто како што тоа го има јавно направено поранешниот председател на САД Џон Кенеди во врска со погрешно донесената политичка одлука за напад на Куба во 1961 година, како можевме да бидеме толку глупави. Но исто така, и сите ние да си речеме, како можевме ова да го дозволиме.